исто така и јас го делам мислењето дека не се согласуваме со видоизменет текст на предлог на амандманот, од проста причина што ако барем малку го познаваме македонскиот јазик, најдоцна до 31.1.2024 година е исто со до 31.1.2024 година. Значи, тој збор едноставно само е на некој начин козметички додаток за да дефинирате нешто што како време е исто. Дали тоа ќе се случи порано и добро е да се случи порано, впрочем и тоа го бараме со предлог амандманот, тоа ќе стапи во функција. Нормално е Министерството да го стави во функција. Воспротивно, до 31.1.2024 година, едноставно тоа е од лексички аспект сосема исто. Што се однесува до образложењето од заменик министерот за економија, апсолутно не се согласува. Односно, сакајќи да се образложи амандманот, ние дознавме една голема вистина. Односно дека за да ова профункционира, треба да се направат многу работи, требало правилници, требало согласување со ЕО, правилници, директиви и така натаму, уредби и така натаму, што кај мене сосема јасно упатува на заклучок дека досега ништо не е сработено. А ова е второ продолжување, ова е законска обврска и представува обврска за Министерството за економија и надлежните институции, агенции и така натаму ова да се сработи. Значи, големата работа што престои во однос на имплементацијата за овој закон ниту не е ни почната. И прашање е, ако веќе имаме голема работа, дали и со ова второ пролонгирање, односно не се само купува време за да стигнеме до третото пролонгирање. Значи, тек енос експертите од Министерството за економија и преведувачите и така натаму и секторите ќе седнат да ја работат ова проблематика и не може да ја работат за една година тоа што го бараме ние, туку ќе и требаат минимум 2 години. Во тој контекст треба да бидеме и крајно ферски према Европската енергетска заедница и кога таму се фалиме дека се приближуваме кон нивното законодавство, нивните правила на играта и да го подсетиме уште еднаш и председателот на регулаторна комисија за енергетика кој треба да го координира целиот овој процес на согласување на нашето законодавство со европското, дека ни оддалеку не сме најдобри како што тој милува да каже во собрание и дека кај нас едноставно секторот готово да сме го приближиле до ЕУ, односно до Европската енергетска заедница. Значи, ние преземаме обврски, тие обврски владата ги преточува во закони, законите доаѓаат во парламент, тие закони треба да се имплементираат. Да, тоа значи и обврска за Република Македонија, меѓутоа тоа значи и работа. Некој тоа треба да седне да го преведи, да го синхронизира со нашето, со европското законодавство и тоа да профункционира. Тоа во моментот не се случува. Тоа е тоа што јас често пати знам да го кажам во ова собрание, ние лесно, декларативно се согласуваме со многу работи, меѓутоа имплементацијата и спроведувањето на законите во пракса е многу тешко. Што е приказната нова пролонгирање? Многу јасно, 2024 година ќе заврши мандатот на оваа влада и без разлика кој ќе победи на изборите, некоја друга влада ќе си ги решава овие проблеми. Тоа е тоа наше Министерство за економија, која повторно ќе кажам милува да има кризи, затоа што многу полесно може да ги менаџира бизнисите, а ова кога треба да збориме за закони и за усогласување со ЕУ директивите и правила на игра на пазар на енергетика, не нема ни оддалеку. Благодарам.